Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Мудроста не е поврзана со годините. Вие можете да бидете мудри и на 30 и на 60 години. Искуството и различните животни околности влијаат многу врз начинот на кој еден човек размислува. Токму затоа, послушајте ја ова инспиративна приказна за непотребниот багаж која има моќ да го промени целосно вашиот живот. Еден ученик го замолил својот учител: "Вие сте толку мудри, секогаш добро расположени и никогаш не се лутите. Помогнете ми и на мене да станам ваква личност." Учителот се согласил да му помогне на ученикот и го замолил да донесе еден компир и прозирна кеса. Кога некому ќе му се налутиш и ќе ја скриеш својата лутина, земи еден компир, па од едната страна напиши го твоето име, а од другата страна името на личноста со која сте се расправале и потоа стави го компирот во кесата, му рекол учителот. И тоа не е се. Потребно е секогаш со себе да ја носиш оваа кеса и секој пат, кога ќе се почувствуваш вака, да ставиш во неа еден компир, додал тој. Ученикот се согласил. Како што поминувало времето, така кесата се повеќе се полнела со компири и станувала се потешка. На ученикот почнало да му станува многу непријатно да ја носи со себе, бидејќи покрај тоа што била многу тешка, компирите кои биле први ставени во кесата почнале да се расипуваат, притоа ширејќи многу непријатен мирис. Токму затоа ученикот му пристапил на учителот и му рекол: "Невозможно е ова да се носи со себе. Прво, кесата е премногу тешка, а второ, компирите се расипуваат. Предложи ми нешто друго." На тоа учителот му одговорил: "Истото тоа се случува и со твојата душа. Кога некому ќе му се налутиш или ќе го навредиш, во твојата душа се создава тежок камен кој не се забележува веднаш. Потоа каменот станува се поголем и овие постапки се претвараат во навики, навиките во карактерот, а потоа од карактерот настануваат лоши пороци. И целиот тој товар го носиш со себе, па со тек на време ќе станува потежок, па дури и невозможен за носење. Јас ти дадов можност да го наблюдуваш целиот тој процес од страна. Токму затоа, следен пат, кога ќе одлучиш да се налутиш или некого да навредиш, размисли дали тој камен ти е навистина потребен." Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде
Isus Hrist, Sinoc svoj, slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe, Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoc svoj, blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe, Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoc svoj. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti, za nas ti. Blagodaram. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Чудата на модерната хирургија. Тоа утро во операционата сала владеела атмосфера на тивка напнатост. Неколку медицински сестри вешто и нечујно ги вршеле последните подготовки за потешка операција. Во салата не можел да се слушне скоро никаков звук, освен тивкото и изедначено дишење на пациентот. Долгите зелени прекривки виселе преку операционата маса, покривајќи се, освен главата на пациентот. Од едната страна стоел хирургот, чекајќи операцијата да започне. Од другата страна стоеле двајца асистенти, спремни да помогнат се што ќе побара хирургот. Сите носеле хируршки мантили, маски и гумени хируршки ракавици.
На челото седел анестезиологот, кој внимателно се наведнувал над пациентот, местејќи ја опремата за да биде сигурен дека пациентот го прима потребното количество анестетик. Успешноста на една операција многу зависи од успешноста и знаењето на анестезиологот, бидејќи пациентот мора да биде целосно опуштен и не смее да почувствува никаква болка за време на операцијата. Ова е драматичен момент, па сепак скоро рутински за еден ваков добро обучен хируршки тим. Тие извршуваат вакви операции секојдневно, ги спасуваат животите на многу луѓе погодени со болест и на повеќето од своите пациенти им го враќаат здравието и радоста. Нивната обученост и искуство ги прави тим од извонредно значење за добродетелство на целото општество. За нив, човечкиот живот е многу важен. Нив не ги интересира дали нивниот пациент е богат или сиромашен. Тие веруваат дека сите луѓе имаат право да очекуваат најдобра медицинска и хируршка интервенција. Овие лекари и сестри го посветиле својот живот на спасување на луѓето од непотребно страдање и смрт. Колку еден ваков став кон животот го прави светот поразличен од некогашниот. Секундите поминувале нечујно. Се е приготвено за почеток на операцијата. Широк сноп светлина се разливал од таванот, осветлувајќи го само оној дел од телото на пациентот на кој хирургот требало да работи. Од другата страна, на затемнетиот зид, висела снимката покажувајќи го заболеното место. Хирургот уште еднаш погледнал кон снимката, задржувајќи го својот поглед неколку секунди, а потоа се завртел кон својот колега и шепнал: "Дали е се приготвено?" Анестезиологот се насмевнал и кимнал со главата. За еден момент ја наведнал својата глава и за момент побарал Божје водство. Потоа длабоко воздивнал, го земал својот скалпел и операцијата започнала. Многу внимателно го отворал и ги обележувал секое ткиво и структура, поврзувајќи ги крвните садови кои крвареле додека работел. Неговите помошници будно го прателе секое негово движење, додавајќи му ги потребните инструменти. Анестезиологот внимателно ја следел состојбата на пациентот. Пулсот, крвниот притисок и сите оние витални функции кои ја означуваат разликата меѓу животот и смртта. Колку само биле значајни во овие моменти сите оние долги години проучување и искуство, бидејќи целиот живот на оваа пациентка сега лежел во рацете на овој оперативен тим. Со вештите прсти, хирургот ги напипувал и ги раздвојувал ткивата, барајќи ја причината на проблемот. Одел се подлабоко и подлабоко, ослободувајќи ги болните израстоци, се додека не го пронашол заболениот орган. Сега дошол моментот за најважната одлука, а во тоа можело да му помогне само низот долгогодишни проучувања и искуства да одреди колку треба да отстрани. Каква процедура ќе му гарантира на пациентот најдобро здравје во иднина? Со сигурни движења го спуштил долгиот накривен инструмент, внимателно го отстранил заболеното ткиво, а потоа сосема го отстранил од организмот. Меѓутоа, треба да се направат уште многу други работи. Различните органи и ткива сега треба да се вратат на своето место и да се заштитат, а целата таа област да се врати во првобитната состојба и да се воспостават нормални функции и активности. Во ваквата работа не може ништо да се прави на брзина. Таа бара висока професионалност и најдобрата моќ на просудување. Хирургот и неговите помошници работеле внимателно, се додека и последната работа не била во совршен склад. Тогаш абдоменалниот зид бил внимателно сошиен и операцијата била завршена. Завршните моменти на операцијата се моменти кога хирургот ја покажува сета своја вештина, користејќи конец и игла. Во текот на долгогодишните студии, секој млад хирург поминува часови и часови вежбајки со конец и игла. Тој мора да проучи различни видови материјал и да се запознае со нивната употреба. Конците обично се прават од свила, памук или најлон, а секој од нив е посебно приготвен и стерилизиран, за да биде спремен за употреба. Тој обично е сместен во стерилно пакување кое се отвора само во моментот кога е потребно во текот на операцијата. Понекогаш
е потребен многу тенок конец на местата кои бараат посебно зајакнување. Материјалот кој најчесто се користи е catgut, посебна субстанција која се добива од овца. Catgut е посебно корисен кај подлабоки ткива, бидејќи после неколку дена или седмици телото само ги абсорбира. Конците доаѓаат во различни бои, во црна, бела, црвена, жолта, така што лесно можат да се видат на ткивата на кои се употребени. Некои конци се дебели и силни за да можат да издржат поголем притисок, други се фини и тенки за да предизвикуваат што помалку надразби. Во модерната хирургија се користат и многу интересни игли. Некои од нив се накривени, а некои се прави, некои се долги и силни, а обично се користат за пришивање на жилави ткива, а други се фини и прецизни и се користат за спојување на помеки слоеви. Хирурзите посебно внимание му посветуваат на шиењето. Конците не смеат да бидат премногу затегнати, бидејќи ткивата обично отекуваат, но не смеат да бидат ни премногу лабави, бидејќи нема да служат за својата намена. Во одредени случаи, например, кога се пришиваат крвни садови, хирургот мора да внимава убодите на иглата да бидат блиску еден до друг, за да не дојде до крварење од крвниот сад. Такво нешто би можело да биде сериозен проблем, посебно ако операцијата е изведена на некои поголеми крвни садови или на срцето. Во модерната хирургија се применуваат и многу интересни инструменти. Некои од нив се долги и накривени, додека други се кратки, прави. Едните се користат за сечење, а другите за придржување на ткивото за време на операцијата. Се води и посебна грижа да не дојде до оштетување на ткивото во текот на операцијата. Некои инструменти содржат и дуфери од газа, кои можат нежно да се турнат до подолните слоеви меѓу подлабоко сместените органи. Тоа се изведува многу внимателно за дуферите да не останат во раната и да не останат таму во моментот на пришивање. За време на секоја потешка операција е присутна една сестра, која има задача да ги преброи и да ги провери пакувањата со гази, а при тоа да биде сигурна дека ништо не останало во раната. Ниту еден добар хирург не помислува да го затвори оперираното место, се додека не биде сигурен дека секој дуфер и секој инструмент е преброен и на свое место. Веќе одамна поминале овие времиња кога домашниот лекар се обидувал да изведе потешки операции на кунска маса. Без оглед, тие лекари правеле се што е во нивна моќ за да им помогнат на своите пациенти, но денес, со примената на модерната технологија, се спасуваат многу повеќе животи. Трансфузијата на крв е еден од чудесните начини да се спаси еден живот. Ако штотуку оперираниот пациент се наоѓа во лоша состојба поради шок или крварење, може да прими крв. Крвта се дава преку една голема шуплива игла, која обично е забодена во една од неговите вени, обично на раката или дланките. Долга пластична цевка ја поврзува иглата со шишенцето со крв, кое обично е подигнато на околу 60 см над креветот на пациентот. Донираната крв мора да биде внимателно забележана за да може со сигурност пациентот да ја прими онаа крвна група која нему му одговара. Давањето крв на погрешна крвна група може да биде сериозен проблем и може да предизвика смрт на пациентот. Затоа, лекарите и сестрите мора будно да внимаваат пациентите да го примат она шишенце со крв кое ја содржи соодветната крвна група. Во некои случаи, преку венозен пат се внесуваат и одредени видови течности. Тие течности се состојат од чиста вода во која може да бидат додадени точно одмерени количини сол или гликоза. Гликоза е прост шеќер кој телото лесно го абсорбира. Гликозата и солта им помагаат на органите несметано да функционираат, а водата помага за циркулација на крвта. Понекогаш на некои пациенти им се даваат и течности кои содржат витамини, минерали и протеини во зависност од потребата на пациентите. Посебна грижа се води за потребата на пациентите не само во текот на операцијата, туку и во текот на оние неколку критични денови кои можат да следат после поголеми операциони зафати. Соодветната медицинска интервенција и нега многу допринесуваат за побрзо закрепнување после потешки хируршки зафати денес.
Со чудото на модерната хирургија, секоја година се спасуваат милиони животи. Без оваа современа технологија, илјадници би биле осудени на долги години безпомошност, а мнозина и на прерана смрт. Меѓутоа, за да се остварат овие чуда на модерната медицина, треба тимска работа. Ниту еден лекар не може се да постигне сам. Некои се многу добри во поставувањето на дијагноза, додека други се подобри при самото лечење на пациентот, тогаш кога дијагнозата е поставена. Некои лекари се посветуваат на грижа за мајките и децата, бебињата, додека други поминуваат години специализирајќи се за области во кои е потребна хируршка интервенција. Некои станале многу способни анестезиолози, додека други станале многу ефикасни во правење рентгенски снимки. Едни се специјалисти во лечење на нервни болести, додека други се специјалисти за лечење болести на око, уво, нос и грло. Некои лекари се експерти за срчани болести, други за прехрана и диететика, други пак за проучување на ткивата отстранети од организмот во текот на операцијата. Постојат и многу други специјалисти во ова широко поле на модерната медицина, но сите лекари меѓусебно соработуваат во својата грижа за болните, обидувајќи се да ги сочуваат животот и здравјето на заедницата и да ги вратат во корисен живот веќе заболените луѓе. Иако за жал мора да признаеме дека нашата генерација не пронашла начин да завладее мир меѓу народите, со гордост можеме да истакнеме дека во медицинските кругови сите имаат иста цел. Денес, лекарите од сите нации и сите земји соработуваат меѓусебно за да пронајдат подобри начини да се спречат болестите, како и подобри начини во самото лечење на болните. Бидејќи без оглед на бојата на нашата кожа или на нашата расна припадност, ние чувствуваме иста болка. Сите ние патиме од исти болести, сите имаме заеднички непријател – смртта. Затоа да продолжиме да соработуваме, следејќи го примерот на најголемиот меѓу сите лекари, за да можат луѓето во секоја земја да живеат во здравје и мир и во блиска иднина да го имаат тоа во изобилство. Ти
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.